El maquedonero. El maquedonero. Ретко сум бранал колеги, ако тоа ми се случило. Секој пат сум се покајал. Последен пат тоа беше у времето на Груевски, лустрира еден колега. Единствениот или меѓу ретките еден-двајца кои што јавно излегува да го бранат, бев јас. Не е битно што кажав, у тој период некаде се видовме, ми пристапи, ми се заблагодари од се срце, вика ти беше, сега не памтам дали единствениот ми рече или ретките од тие ретките што застанаа зад мене, добро. Истиот тој кога бев директор, ми се јави да ми се дере на телефон зашто во уметнички совет сум ставил ВМРО-овци. Можете да замислите. Тогаш го терав у пизду матер. Пак на љубезен начин, пошто постар колега, но го терав у пизду матер. Зашто тогаш во уметничкиот совет, кога сум бил директор, сум ставал ВМРО-овци? Објаснив дека тоа нема врска со партија, дека тие луѓе се поставиле трага како актери у македонскиот театар и у драмски театар особено, и дека сметам дека треба да бидат дел од уметничкиот совет. Кој што е советодавно тело, за тоа не ни зимаат они пари никако. Советодавно тело на директорот. Не се. И така ми се случило 2-3 пати, да бранам некого од филава, кога требало некој да застане зад мене, никој не застанувал. Или ај сега да не грешам душа, у ретки ситуации порано застанале некои кои што сега се во пензија или веќе не се живи за жал, но таа беше таа стара гарда. Сега што сакам да кажам последново, значи јас со Љутков не сум градел некои специјално топли, добри односи, не сме се дружеле, не сме седеле нешто по кафани, сме играле у неколку представи заедно. А прочитав едно соопштение на СДС, кај што вели дека, не знам, он ја уништувал културата со тие зборови. Не, се прво сакам да одговорам на таа работа. Прво, колку лесно се употребуваат, тој злоупотребуваат зборовите, фразите, па нека е тој од политичка партија, нека се работи тука и за политичка борба за политички поени, за власт, како сакате, кажете го тоа. Значи, само некој нормален малце да застане, да подразмисли, ке свати дека човек кој што цел живот живее од култура, вади лепо од култура, чија сопруга е исто така глумица, вади лепо од култура, значи издржуваат фамилија благодарение на културата, како може таков човек да работи против културата и да уништува културата? Тоа е една работа. Втора работа, ние може да спориме за тоа што тој направил додека бил министер, колку успел да направи, колку зависело од него, а колку не зависело од него, туку му биле врзани рацете. Оти да се разбереме, тоа Министерство за култура е джамбо джет кој што, како да ви кажам, не знам и дали е сосема исправен да го пушта да рула по писта, а камоли да лета. Затоа што тоа министерство со години, апропо на тој клиентелистички однос и партиско-клиентелистички, или како сакате тој етнички критериум за поделба на средствата, е катастрофален за тоа министерство. Се одливаат пари кај што треба и кај што не треба. Тоа се работи за милиони денари. Имате некои воопшто не ни заслужуваат, да кажеме, домови за култура или ваква, воопшто и да постојат. Некои театри не заслужуваат ни 10% од тоа што го земаат од министерството, ни 10% не заслужуваат како буџет за представи, за ова зона и за многу работи, за плати и така натаму. Затоа што ништо не покажале. Немаат никаква, како да ви кажам, никаков багаж немаат за себе. Никакво минато немаат за себе. Да не зборам за паралелни фестивали, музички, појма вакви, онакви, балетски, танцови и така натаму и така натаму. И да не зборам згора на се односот што се има кон културата персе. Дека културата
на ова поднебие во политиката се доживува како товар. Како товар кај што ете ради мир у куќа мора да се дадат некои средства за тамо да се смират страстите, културњаците да не таласаат многу колку толку да им се запуши устата. Не се сваќа културата како што се сваќа овде, како што се сваќа во западните земји. И не само во западните, него и во источните земји. Не се сваќа низината функција, низината улога во едно општество. Прво, тука да почнеме, ја промашуваме работата, дрвото е криво засадено, да не одиме што се случува друго, како се делат средства, како ова, како она, по кој принцип, по кој критериум. Така што искрено, мене некој да ми понуди да бидам министр за култура, да ви кажам дека 99% шанс има да одбиам. 99, ако не и 100. Не се вози тој авион, просто кажано. Не можеш да го полеташ, толку има проблеми наталожено. Да, тоа се средува тамо, но со 100% поддршка од тие што те назначиле од партијата на власт. 100%. И да немаш милост тогаш. И да викаш ова аут, ова аут, ова аут, ова аут, толку ќе отпуштиме ауто. Каде? Толку ќе отпуштиме ауто. Има некој врата клата тамо цело време, ништо не работат. Така што, дури да си министр, сметлете на тоа дека рацете во голема мера ви се врзани. Врзани. Значи, без намера сега нешто да го бранам специјално Љутков, но ви кажам како стојат работите. А тоа дека сака да уништи културата, тоа нема врска, одма да ви кажам. Одма да ви кажам, нелогично е. Човекот цел живот живее од таа култура, гледа семејство од таа култура, како да ви кажам. Не важно. Шо друго ми закопа очи тоа соопштение на СД што го кажа. Демек Љутков ја уништил културата, Вардар филм сакал да го стави под скутот на агенција за филм, нешто што продуцира, создава филма и да го стави под скутот на некаква бирократија, а исто ова беше исто за Струшкиве вечери на поезија, дека сака да ги тури во склоп на Домот на култура, да ги поништи како институција, да ги стави во склоп на Домот на култура браќа Миладиновци Струга. Овие Струшки вечери тоа го демантира, небитно. И меѓу другото стои тамо една реченица, вика у соопштението на СДС, вика тој Љутков ја уништил културата сега, кога живееме во време кога македонскиот јазик, идентитет е повторно оспорен. Оспорен е. Па нели бре идентитетот ви беше бетон кога го менјавте името, а? Нели идентитетот ви беше бетон кога го потпишувавте договорот за Бугарија, со Бугарија за пријателство во наводници? За како ви е тоа, за какво спорување на идентитетот зборите, бе, а? Толку чавката ви го исклюка мозокот, толку ви летна со се сиджим, па заборавате што направивте и што зборевте? Па нели според вас договорот со Грција е, не знам, после измислицине на Тесла нешто најдобро што некој го измислил. Иако State Department не го измисли тој преспански договор, но ајде да кажеме вие дека сте го измислиле. Иако е тоа производ на ЦИА, но ајде вие сте го измислиле, у реду. Нели со тој преспански договор идентитетот бетон, камен, стена, блек стена, карпа на македонски. А за какво спорување сега зборите ве СДС? Кој тоа ни оспорува? Или не може да ни оспори, пошто е све бетон, све е бетонирано. Ја знам мафијана која ги бетонирала своите отпадници, предавници, некој од нив до ден денес не се најден, еве рецимо како Джими Хофа, тој што ги водеше сите синдикати во Америка. До ден денес не е најден, мислам. Пошто највеќе се претпоставува за бетониран дека негде во темелите на некоја зграда, деловна итн. Кој ќе кажеш за бетониран, тоа значи дека никој не може тоа да го чепне, да допре до него. Како тоа ни е оспорен идентитетот? А? Ќе објасни некој од вас?
Или само ќе си јадеме говна кој ќе ни дојде и ќе забораваме на се оно што било. Ние не забораваме. Ние не забораваме. Ви го оспорувале идентитетот, ве заболе вас за идентитетот. Вие го донесовте во таа положба кај што е денес. Секој да може да го гази, да си игра со него, да се обидува да го избрише, да го расчеречи, да го истегне, да го измени. И после треба да зборуваме, извинете, не сваќам, треба да зборуваме за какво национално помирување. Какво бре национално помирување? Со кого национално помирување? Требаше партизанине после Втора светска војна да се национално да се помират со балистите, со четниците, со усташите, тоа требаше да го направат. За жал, но тоа мора некој искрено да го каже. Помирувањето е невозможно кога сме на две различни страни, два различни пола. Како да се помириш? А најлицемерно од се, што истите тие, што не фрлија на колена како народ, што ни го оспорија идентитетот, што дозволија идентитетот да ни стане монета за подкосурување, за пазарење поточно, истите тие сега, божем, се ставаат во одбрана на некаков си идентитет, пошто некој ни го оспорувал. А идентитетот бетон. Добро. Ете, да искористам оваа ситуација, пошто разговаравме за култура цело време, уште еднаш да ги повикам. Една докторка, сакајќи да учи глума, иако е вработена како докторка, ми отвори идеја да соберам луѓе од различни професии, значи возрастни, не деца, кои што сакаат да видат како е тој процес на градење на лик, како се прави театар, како се прави представа. Па ми даде една идеја да се собереме кој сака нормално, кој е заинтересиран, да ми пише во инбокс, тоа ќе биде добар експеримент, да видиме све кој ќе се пријави, до сега има неколку души пријавено, за евентуално да направиме представа, значи тоа нема да биде никаква школа за глума, тоа ќе биде нешто што ќе го направиме ад хок, директно ќе почнеме представа да работиме. Тоа е добар интересен експеримент да се види како луѓето од други професии го доживуваат театарот и како би се снашле кога би се нашле во ситуација да прават театар, да бидат дел од тој театарски процес или процес на создавање на една представа. Одма да ви кажам, тоа би било про боно, евентуално кога ќе работиме представата, јас ќе аплицирам на некој место за да добиеме некои средства за да може да направиме представата, да не даваме пари од джеб, нели? Затоа што и самиот таа представа образложението, концептот незин би бил многу интересен, да се види еден таков експеримент, па за тоа потоа што, како, каде ќе би работеле и како ќе се договараме за проби. Битно е да направиме еден производ кој што ќе биде доста интересен. Сметајте дека луѓе од разни професии, буквално од разни професии, без разлика од на кои работни места се, ќе биде интересно да се види како би се снашле во улогата на глумци. Тоа може да биде страшно интересно. Ете така, кој сака нека ми се пријави во инбокс, нека ми пише, јас сум за, ја ќе ве тргам тие на страна и кога ќе дојде момент ќе ви пишам да направиме една прва средба, да се видиме, ќе седнеме негде на пијачки, чисто да се видиме што ви правеле, како ви правеле. Идејата многу ми се свиѓа, интересна е така. Така да се гледа. Ајде, чао. Морам да идам на проба. Иначе, за тоа
Имам оваа нова представа Фрида, што ја работиме. Проба имам за 11 сата, ама мора да бидам малце порано тама, нели, малце да се влезеш у концентрација. Ајде, чао. El